Добро вечер, вести на Канал 5. Во Министерството за надворешни работи денеска бил повикан бугарскиот амбасадор Желјаско Радуков, на кого му бил упатен устен демарш поради употребата на терминот северно-македонски од страна на бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова-Чамова. По вчерашната изјава на бугарската министерка дадена за време на Советот на министри за надворешни работи во Брисел за македонските власти, го употреби терминот северно-македонски партнери и рече дека имала средба со министерот Тимчо Муцунски. По ова следуваше реакција од шефот на македонската дипломатија, во која тој негираше дека имал официјална средба со неговата бугарска колешка, а за употребата на терминот северно-македонски рече дека е несоодветен, бидејќи македонците се македонци. Избираме потежок пат кон Европската Унија, бидејќи достоинството нема цена, изјави премиерот Мицкоски во однос на евроинтегративниот пат на земјава на денешниот самит Македонија 2025. Кој што јас ја предводам, има различен пристап споредено со претходната влада. Ние цениме дека пократок пат нема, тоест има, но тој пократок пат има своји предизвици. Најчесто тие предизвици се понижувачки. И затоа велиме, ако треба да идеме по потешкиот пат, ќе одиме по потешкиот пат, но тоа место ќе го заслужиме со квалитет и со испорака, а не со тоа што ќе потпишуваме бели листови хартија. Владата на денешната седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и забавните игри, со кој по прв пат се воведуваат строги ограничувања за рекламирањето на игрите на среќа. Како што информираше владината портпаролка Венера Азизи, со предлог законот се предвидува и сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, како казина, автомат клубови и електронски игри на среќа, да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во исто време се забранува и рекламирање надвор од деловните простории, доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игри на среќа. Се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа, во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и од средните училишта. Во обложувалниците кои се наоѓаат во радиус од 500 метри од училиштата, нема да биде дозволено поставување на електронски видео лотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. 15-годишник е во животозагрозувачка состојба и е опериран на скопските клиники, откако негов врсник вчера попладнето влегол во основното училиште 22 ноември во Ченто и го избодал со остар предмет. Според информациите, нападот го извршил ученик кој лани завршил во истото училиште, пошто бил приведен од полицијата. Не се познати мотивите на нападот, иако неофицијално причина била комуникација меѓу сега повредениот 8-одделенец и сестрата на напаѓачот. Од ургентниот центар за Канал 5 вела дека повреденото дете било во стабилна, но се уште критична состојба со повреди во стомакот и на главата. Слободна рана во предолот на стомакот и расекотина во предолот на главата. Веднаш по приемот е направена компјутерска диагностика, лабораториски анализи, при што е установено дека има повреда на црниот дроб и на вена кава инфериор. Како што кажа во предолот на стомакот, примен е на интензивно лекување во Карел. Состојбата денес е стабилна, но се уште е животозагрозувачка. Основното јавно обвинителство за гонење, организиран криминал и корупција ја запре постапката за предметот во врска со набавките на мазут за ТЕЦ Неготино. Во истрагата, во која беа опфатени 13 мина, вклучително и бизнисмените Асмир Јаховски и Радко Капушевски, како и поранешниот прв човек на ИСМ Васко Ковачевски, обвинителството не утврдило докази за злоупотреби и перење пари.
По години и пол бројни испитани сведоци, илјадници прочешлани документи и вештачења, обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го запре предметот тежок 167 милиони евра за перење на пари и злоупотреба на јавна набавка за мазут за ТЕЦ Неготино, во кој имаше 13 осомничени, меѓу кои собственикот на компанијата РКМ Радко Капушевски, екс-директорот на ЕСАМ Васко Ковачевски и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Од истрагата не произлегле докази дека ги сториле кривичните дела. Предметната обвинителка Коларевиќ на брифингот со новинарите посочи дека според доказите, колку што бил баран мазут за време на енергетската криза, толку бил испорачуван, дури и по поевтина цена, а истиот не се продавал на црниот пазар. Луѓето кои сега ја водат АД ЕСМ и се и во секторот производство, потврдија дека од ваквата тогашна постапка имало корист, не штета. Во спротивно, државата ќе се соочела со рестрикции. Целосно ја следеле динамиката на испорака. Според документацијата, во ниту еден момент не се чекал пораст на цената пред да се испорача мазутот во ТЕЦ Неготино. Јаховски, како што велат од обвинителството, кој преку Пуцко Петрол немал лиценца за набавка на мазут, како физичко лице дава гаранција во пари на Хелени Груп за набавката на мазутот, а РКМ поседува лиценца и се единствените кои се пријавиле на тендерот, кои потврдиле дека можат да испорачаат побараната количина. Банкарската гаранција за фирмата да може да конкурира на тендерот ја дава бизнисменот Асмир Јаховски, бидејќи тој има договор со РКМ од 1,2 милиони евра и во рамки на тој договор оди во Грција и набавува мазут за потребите на РКМ, односно гарантира со негови пари дека мазутот ќе биде испорачан. Од обвинителството додаваат, бидејќи била кризна состојба, договорите кои ги исклучувале РКМ и ЕСАМ не подлежат на закон за јавни набавки, туку били исклучок. Воедно велат, ЕСАМ ако смета дека е оштетена, може да поднесе жалба до вишото јавно обвинителство во рок од 8 дена, пошто оттаму ќе одлучат дали истрагата ќе продолжи или ќе запре. Со реакција за запирањето на предметот се огласи од ВМРО ДПМН, според кој истрагата е запрена по налог на шефот на обвинителството Абази, од кого побара оставка и го обвинија дека работувал за интересите на председателот на СДСМ Филипче, екс-премиерот Заев и лидерот на Дуи Ахмети. Целната јавност во овој скандалозен случај виде перење на пари, криминал и труење на животната средина, само Ислам Абази не виде ништо. Постапката е запрена, бегалецот е слободен, довербата во правосудството од 2% со обвинители како Ислам Абази ќе падне и на 1%. Абази на брифингот со новинарите како одговор на ова порача дека во ниту еден случај во неговиот мандат не наложил, вршил притисок или интервенирал обвинител да донесе некаква одлука и дека во целост ја почитува нивната независност во работата, па оттаму вели нема ниту зошто да поднесе оставка. Во меѓувреме предметот за еколошкиот дел на случајот продолжува. Еколошкиот дел од случајот, односно дали мазутот кој се користел бил отровен, се уште се истражува. Дел од вештачењата покажале дека состојките се во законските параметри, за дел пак се очекува одговор. По непримерното однесување кон Канал 5 по прилозите за задоцнетиот избор на вице-гувернери во Народната банка, гувернерот Трајко Славевски оди чекор понатаму. Сега се заканува дека Канал 5 ќе доживеел истата судбина на поранишната А1. Директната закана ја упатил кон директорот Иван Мирчевски за време на настан по повод Денот на Европа на очиглед на уште неколку мина присутни. Гувернерот Трајко Славевски упатил директни закани за затворање на Канал 5 телевизија кон директорот Иван Мирчевски. Откако емитувавме низа прилози за случајот со вице-гувернерите, кои неколку месеци носеле одлуки во Советот на Народната банка со истечен мандат. Настанот се случил во четвртокот, на приемот организиран од делегацијата на Европската Унија, по повод 9 мај Денот на Европа. Мирчевски сведочи дека Славевски пред повеќе сведоци најпрво го запрашал дали се сеќава што се случило со телевизијата на Велија Рамковски, која во тоа време се обидувала да ја урне владата, потоа заканувајќи му се дека доколку продолжи така, тоа ќе се случи и на Канал 5 телевизија. Токму на тој ден, овој истиот лик, Трајко Славевски, ми приде и ми рече отприлика вака, дали сум се сеќавал дека како мене и собственикот на Канал 5, постоел еден друг мангов во историјата на медиумите, се викал Велија Рамковски, кој што сакал исто како наводно ние што сме сакале, да ја рушиме владата, во овој случај владата и него,
И завршил така како што завршил и со наравоучение од негова страна дека ако продолжиме, истото ќе не се случи. На моја запрепастеност, господинот Трајко Слависки го каже во присуство на неколку новинари и за негова несреќа, во присуство на лидерот на СДСМ, толкова оној кој што му стегна кривична пријава за злоупотреба на службена позиција. Луѓето го слушна како ми се заканува дека ќе затвори Канал 5, мене и собственикот на Канал 5. Председателот на СДСМ Венко Филипча потврди дека ги слушнал закането упатени кон Мирчевски и изрази жалење за односот на Славески. Сепак вели не е изненаден што такви зборови доаѓаат од човек кој, како што рече, додека преседавал со Советот на град Скопје, целосно го блокирал градот. Да, така беше. Го слушнав, имаше и други новинари тука во околината. Жалам што еден човек на таква функција висока, така се однесува, така разговара, но не ме изненадува. Не ме изненадува. Човек кој што го блокираше градот да потрне у ѓубре и ништо не се случи 4 години, тоа е тоа. А за таквите луѓе има само една порака. Тие луѓе, представници на таква власт, како што имаме сега, завршуваат на буништето на историјата. Од Народната банка велат дека не сакаат да коментираат како што велат, наводи за приватни разговори или интерпретации на настани, кои се изнесуваат во јавноста. Судскиот совет ги спроведе интервјуата со двајцата кандидати за нов председател на Скопскиот кривичен суд. Во трката за оваа позиција влегоа судијката и актуелен веде председател на судот Даниела Димовска и судијата Ивица Стефановски. Интервјуата ги спроведува тричлена комисија од советот како дел од административната рамка. Ранглистата од резултатите од целата постапка ќе биде презентирана на некоја од следните седници на Судскиот совет, пошто ќе се избере нов председател на Скопскиот кривичен суд. На прашањето дали интересот беше голем и зошто двајца се пријавија, сепак тоа е воле на колегите, оној кој што е спремен да го прифати овој предизвик. Знаете, не е лесно да се биде прв меѓу еднаквите, односно да се биде председател на овој суд во вакви услови, кога бројот на судиите е помало од она што е потребно, посебно со оглед на бројот на предметите и обемот на оптеретеност. Двајца кандидати изјавија желба, постапката е во тек. Ги завршуваме тука вестите. Имајте убава вечер.